Во новото издание од емисијата Отворено, дебатна емисија во која прашањата ги поставуваат граѓаните. Почитувани гледачи, ова е ваша емисија во која што вие ги поставувате прашањата, вие ги кажувате вашите ставови, односно ги поставувате прашањата до оние кои се најповикани да ги дадат одговорите. И вие можете да учествувате во Отворено на тој начин што вашите прашања ќе ги поставите на профилите на Отворено на Твитер и на Фејсбук или ќе се јавите на телефонскиот број 077 50 88 43. Тоа го направија граѓаните кои што се вечерва во студиото. Поздрав до граѓанскиот форум. И се разбира поздрав до нашите вечерашни гости, господинот Љубомир Фршковски, професор по меѓународно право, господинот Бујар Османи, портпарол на ДУИ, господинот Ристо Никовски, поранешен амбасадор на Република Македонија и господинот Андреја Стојковски, претседател на Македонскиот центар за европско образование. Добро вечер и ви благодарам многу што прифативте вечерва да бидете со нас. Дискусијата се одвива на следниот начин. Секој од вас одговара на поставено прашање од граѓаните, пошто имате право на коментар на некој од излагањата кои што кај вас предизвикале потреба да го прокоментирате, а почитувани граѓани, по секој круг на одговори вие имате право исто така на коментар или под прашање на истата тема, па потоа одиме на следното прашање. Значи да не губиме време, да се обидеме колку е можно повеќе прашања вечерва да поставиме и затоа ќе ве замолам за една стегната мисла и концизност, за да имаме време што повеќе граѓани да постават прашања. Почнуваме со Илир Бафтијари. Добар ден. Моето прво прашање се однесува кон професор Фршковски, така да сакам него конкретно да го прашам. Односно угледот на Република Македонија, дали на некој начин се нарушува во очи на меѓународната заедница и дали меѓународната заедница на некој начин се оградуваат Македонија, па со тоа на индиректен начин можеби праќа порака дека политичката криза треба да се реши на внатрешен план, а не со посредство со меѓународната заедница. Благодарам за прашањето. Моето мислење околу тоа е дека угледот на Македонија во овој период е разурен, практично не само намален, туку срушен на најниски граници од кога независноста постои. Меѓународната заедница усвари Македонија од земја која предводеше во регионот пред Хрватска, падна на најниските можни гранки. Нема објаснување за тоа осем внатрешната политичка состојба и начинот на кој се води земјата однатре. Кризата политичка е причина за тоа и начинот на кој владее, кој е дефиниран веќе надвор како авторитарен тип на владење, без дилеми и без ракавици. Са начинот на кој странците ќе се вмешуваат во тоа е друг проблем, но дека е дефиниран како авторитарен тип хибриден режим, тоа е недвојбено. Таа почна да кулминира затварањето на А1, терањето на пратениците 24 декември, и големата афера со прислушување, која го распаѓа режимот однатре комплетно, ака на поглед на сите, со 4 големи пробива на граѓанската сувереност. Практично ние сувереноста која пишува Уставот ја носи граѓанинот, ја губиме со последната афера, со 4 големи права, кои стануваме општ проблем. Македонија е општ проблем во регионот. Сега, како странците и на кој начин ќе се ангажираат, натре тоа зависи малку од тежината. Морам да кажам дека Македонија е заокружен систем во целина на авторитарност која продира секаде. Од комплетно колабирано судство, криминализирано судство, гледате, ве слушате како се бираат судиите у чии кабинети, се очекувате, проблемот со тоа е следен. Институциите се дел од кризата. Тие не се незино решение. Кога институциите стануваат проблем, вие немате каде да се обратите да ја решите кризата. Бидејќи тие се дел од кризата во суштествен дел. И тогаш доаѓа ова што се појавува се повеќе во кругот на странското размислување, во ова ангажирање интензивно кое не се појавува, тоа е транзицијска влада, оваа нема легитимитет да води никаков расплет на кризата која создаде, која вака длабока.
специјално обвинителство, специјален суд за оваа афера и исход завршеток во воредни избори. Тоа е некаква формула со која ќе се излезе евентуално од кризата. Друга нема. Друга е илузија, утопија на властодржците да се одржат по секоја цена. Господинот Бафтијари потенцираше дека е прашањето до вас упатено, меѓутоа мислам дека треба да добијат шанси и нашите останати гости да одговорат. Само ќе ми дозволите, имавме еден граѓанин кој што на социјалните мрежи постави прашање, не беше во можност да присуствува денеска тука, во слична конотација, би сакал одговори од сите вас. Се вика Кристијан Балески, а неговото прашање гласи: ако представниците на ЕУ и САД и покрај острата реторика не можат да постигнат конкретно решение на кризата, каде треба да се бара јадрото кое Македонија ќе ја врати на правиот пат? Значи, треба ли да дојдеме до степен граѓаните да правораздаваат на улица, вели Кристијан Балески. Господине Николски. Видите, за да разбереме што ни се случува, треба да одиме со диагноза. Ние сме во длабока криза, меѓутоа кој ја отвори таа криза? Опозицијата или позицијата? Прво, кризата во Македонија е отворена со бојкотот на претседателските избори и на самиот претседател. Тоа е сериозна уставна криза. Следува бојкотот на собранието. Вие знаете дека на последните избори опозицијата немаше никаква официјална забелешка на самиот тек на изборите. Ние имавме наблюдувачи од странство на ОПС и ОДИХАР, кои констатира недоречености, нерегуларности, меѓутоа не ги оспорија изборите. Значи, оваа влада е легитимна. И сега следеше кризата, односно аферата со прислушкувањето. Ви се молам, кој прислушкуваше? Јас не знам. Се зборува странски служби, се спомна дури земјата, нали така, и несомнено дека има тамо вклученост од надвор. И што слушаме деновиве? Разговорите на позицијата. Па некој верува ли од вас и од нашите гледачи дека опозицијата сама себе се снимала? Јас не верувам. Ќе ве замолам на конкретен одговор. Ве молам, јадрото. Кое е јадрото кое Македонија ќе ја врати на вистинскиот пат? Дозволете, ние зборуваме за кризата и уредот на Македонија, така ли е? И сега прашањето е, дозволите, и прашањето, кој го сруши тој углед на Македонија во странство? Не, прашањето е кое е јадрото, каде да се бара јадрото кое ќе ја врати Македонија на правиот пат? Не, првото прашање беше кризата и углед на Македонија во странство. Договориме на првото прашање одавде, не така? И мислам дека тоа е клучот на наша дебата. Така е, господин Николски, меѓутоа јас се обидувам некако ако можеме да... Јас пуштите ме да зборувам, ако сакате, вие повалете. Да. Значи, кој ја креираше кризата? Опозицијата. Кој нормален во светот ги сфрла своите нечисталишта надвор? Никој. Ние сме на семејство. Ако во семејството било каде или било кога се степаат двајтата сопругници, едниот го изневери другиот, што прави тој оштетениот? Излегува на балкон и вика: знаете што ми направија? Или бара решение, развод на бракот, или бара решение преку брачни советници, така натака и така натака. Кај нас се случува токму спротивното. Не е спорно дека има разговори кои индицираат криминал и тоа треба се да се истражи. И секој што е во тоа инволвиран треба да одговара, меѓутоа нашиот углед во светот го сруши опозицијата, која има единствена цел на еден нелегален начин, силеđиски начин, нелегитимен начин да земе власта. Дека е тоа така, имаме и доказ. Оној сниме разговор во кабинетот на претседателот, лидерот на опозицијата му вели: или техничка влада, тоа е уцена, или ова ќе оди во јавност. Му дека не оди во јавност. Значи опозицијата се обиде да нелегитимен начин издействува, изфорсира техничка влада, за која нема никаква потреба, а истовремено беше спремна сето ова што го имали како некој аргумент да го пикне под маса. Господин Османи. Да постигне својата цел. Значи тука е основата, и ако ќе знаеме која е целта која беше скрие за оваа политика на опозицијата, ќе ни стане све јасно. Повелете, господин Османи. Јас сметам дека, односно ДУИ во случајот смета дека Македонија е во сериозна политичка криза, која што не само го руши угледот, тоа е најмалиот проблем, го руши патот, евроинтегративниот пат на Република Македонија, а со тоа и многу други прашања во однос на внатрешното уредување во државата. Најпрви сакам да кажам дека ДУИ не е дел од кризата, ДУИ е жртва на кризата, бидејќи е прислушуваната страна, независно кој е тој извор на прислушување. И сметаме дека оваа криза ги надминува капацитетите на институциите на државата сами да ја решат. Вие сметате дека има клучна улога меѓународниот фактор во решавањето. Меѓутоа, како коалиционен партнер на владата, ве прашувам дали имате комуникација со вашиот коалиционен партнер, дали се тие подготвени
да ги прифатат насоките кои што ги даваат. Добро, јас нема да меѓународните зборувам во представници. име на нашиот коалиционен партнер, туку ќе го кажам ставот на ДУИ по однос на ова прашање кој што е конзистентно. Значи уште при првото излагање на претседателот Ахмети после кризата е токму таа констатација дека оваа криза сериозно ги надминува нашите капацитети и дека било кое прво оваа дебата што сега ја слушнавме токму пред моето излагање не и помага на кризата. Ниту пак некое решение кое што ќе биде еднострано и нема да прифатено од другата страна нема да ја реши кризата. Тоа ќе не само внесе во еден вициозен круг во кој што ќе се појави друг проблем, друга недоверба. Тоа што треба сите да направиме е да констатираме дека имаме сериозна политичка криза која што не само што ќе го наруши угледот, туку и ќе наруши и безбедноста во државата и дека ни се потребни нашите меѓународни пријатели за да се најде едно решение кое што ќе биде прифатено за сите. После тоа, откако ќе се избегне тој ризик, дури за нарушување на безбедноста, ќе седнеме и ќе правиме дебати кој прв почна, кој е крив, дали опозицијата, дали владата. Сега сериозни луѓе, сериозни организации и политички партии треба да го сватат ризикот од моменталната ситуација и да кажат ќе дојде време кога ќе дебатираме кој е виновен, треба да најдеме. Дали ќе се согласите дека делумно оставките се однесуваат и на тоа каква е позицијата на ДУИ во поглед на политичката криза? Не, тоа се незадоволство во рамки на внатрепартиските избори. Во ДУИ има сериозна дебата и ние не само што не ја санкционираме, ние ја стимулираме внатрешната дебата. Овие случувања се во рамки на тие внатрепартиски избори, бидејќи кај нас дека оттаму потекнува квалификацијата на заменик министерот за одбрана која не беше толку за Во внатрепартиски за ДУИ однос. основен постулат во изборот на органите на партијата е тајниот глас на базата. Сега при таквите гласања секогаш ќе се појават незадоволни лица, меѓутоа ние мора да ја почитуваме волјата на базата, бидејќи како што кажа и вчера претседателот Ахмети, ДУИ не е партија за една употреба. За да се одржи, да се обезбеди една одржлива организација, мора да се формира од базата. Пирамидите се со 1000 години, бидејќи базата им е широка и се оди кон. Да, меѓутоа и тој рече дека постои еден бедем кој што има ДУИ начин на кој што може да се справи со внатрешното незадоволство. Веројатно сте свесни дека постои внатрешно незадоволство. Има незадоволство во однос на курентната, односно моменталната ситуација и тоа ние ја искажуваме и затоа бараме меѓународна помош со цел да состојба да се реши. Нови оставки не очекувате? Не. Добро, господине Стојковски. Политичкава криза не е од сега. Односно, угледот на Македонија не е нарушен со последните случувања. Угледот на Македонија е нарушен во последниве неколку години. 4 или 5 години наназад ние полека, но сигурно тонеме. Ова е можеби близу сме до дното, бидејќи се уште не сме го удриле дното, не сме се соочиле со вистинското дно. Да се подсетиме, извештајот за човекови права на Стейт Департментот пред неколку години зборуваше за политички затвореници во Македонија. Тоа е нарушување на угледот. Кежаровски, Љубе Бошковски, Велија Рамковски. Професорот ја спомена А1. Извештајот на Европската комисија повеќе години наназад споменува дека не можеме да направиме разлика помеѓу партијата и државата. Тоа е нарушување на угледот. Тоа е 25 години така. Па не би рекол дека е 25 години така. Последнава година, минатата година, извештајот на Европската комисија најдиректно, најлошо досега, во делот што се однесува на Уставот, зборува за Уставниот суд, зборувајќи дека со последните именувања во Уставниот суд до таа мера е нарушена независноста на институцијата, што судот се забележува како прави компромиси со своите одлуки. Компромитирачки одлуки во 2 наврати, во 1 параграф се користи. Никогаш досега тоа не се кажало. Тоа е нарушувањето на угледот на државата. Македонија од држава која што се обидуваше да изгради демократски систем, која што се обидуваше да зборува за почитување на човековите права, која што се обидуваше да стане дел од Европа и беше веројатно фронтранер. Прва во листата Никогаш не била. Беше фронтранер. Да ја заборавиме Словенија. Македонија зборувавме сите, се фалевме дека Македонија подпишала прва спогодба за стабилизација и асоциација. На крајот Македонија е ставена во листата на незавршени држави. И ова што денес ни се случува и дискусијата дали на нас ни треба меѓународна заедница за да ја решиме кризата или институциите се доволно некадарни,
не зборуваме веќе за кадарноста на институциите, покажува колку Македонија е незавршена држава. Може само да реплика кратка? Видите, зборувате дека извештајот на Европската комисија, на Европската унија бил негативен за Македонија. А не спомнувате ни вие, ни тие другите што мислат како вас, што прави Европската комисија или Унија према Македонија. Дали сме ние блокирани, уценети и под ултиматум на Унијата? Прво името, потоа членство. Дали е тоа демократски цивилизатски чин? Значи, дајте кога гледаме Европа што ни кажува нас, да видиме што прави. И дали тоа што го прави е прифатливо, демократско, нормално, перспективно или не. Земјата е под уцена, блокада и ултиматум на Европската Унија. Да кажеме тоа гласно и јасно. И сево што се случува денови овдека тука е резултат и на таквата политика. Од 2008 година, Македонија, од 91-та всушност, од 2008 година после самитот на НАТО во Букуреш, тие ни поставија ултиматум и уцена и блокада. Господин Никовски, да се разбереме една работа. За Македонија да биде демократска држава, каде што граѓаните ќе бидат слободни да го кажат своето мислење, каде што судиите нема да се избираат во дослух помеѓу премиерот и министерот за внатрешни работи. Дозволите, судиите се избрани од Јас се сослушав вас, господине Никовски. Ајде кажете. Каде што нема 26.000 граѓани од држава да бидат прислушувани, истражете го, господине Никовски, па кажете му на вашиот премиер, дајте нека ја истражи. Нека ја истражи тој јавниот обвинител. Зашто? За тоа? Не верувам. Јас колку што успеам да слушнам од во медиумите, не станува збор за тој случај. Станува збор за некој друг случај, каде што експресно се одвиваат работите. За сметка на демократските принципи на држава, за таа демократија во држава не ни е потребна Европската Унија. Треба ние самите овде да работиме. И тоа е тоа што во комисија, што Европската комисија го забележува во својот извештај, а вие не сакате да го прочитате. Претпоставувам дека еден од нашите присутни граѓани има нешто да прокоментира во врска со тоа до сега како одеше текот на дискусијата, повелете? Господине Никовски, велите дека не е во ред прљавиот веш да се вади надвор. А тоа што сме го испрљале не е воопшто проблем. И е голем проблем е. И тоа треба се истражи, се казни. Второ, велите дека Ама има начин да се направи тоа дома, а не пред светот. Велите дека опозицијата немала забелешки на последните парламентарни избори. Јас колку што знам во 7 саат се затвараа кутиите, веќе во 7 и 2-3 минути Заев излезе на прес и рече дека изборите не ги признаваат поради одредени нерегуларности, веројатно знаејќи тогаш дека веројатно тогаш располагал и со дел од информациите кои ден денес ги обелоденува. И трето, ако Македонија никогаш не била лидер во евроатлантските процеси во регионот, дали со тоа признавате дека македонската дипломатија, од која сте били и вие дел во одреден период, не си ја работела работата како што треба? Дали со тоа сметате дека и вие сте биле неуспешен дипломат? Да, видите, прво, ако пред последните избори лидерот на опозицијата знаел што се случувало со прислушувањата веројатно, тоа зборува за длабоко инволвирана со целиот криминал, бидејќи тоа се работи за криминал. Второ, немаше ни една официјална забелешка. Одлуката да се бойкотират изборите е политичка. А друго е да вие на судските, на изборната комисија, Соопштина пресот како се на затворија комисијата да кутии. дадете вие тамо и тамо, тоа и тоа се случило. Имаше нерегуларности, тоа не е спорно. Меѓутоа, знаете, победата беше кристално јасна и убедлива. Да беше победата со 5-10 илјади разлика, јас прв ќе сложим дека да беше 5-10 илјади разлика, прв ќе речем дека изборите треба да се стават под знак на прашање. Вие заборавате дека на тие избори опозицијата, власта, јас не бразнам власта, јас сум независен човек, јас зборам само што се факти и во интерес на државата. Значи, власта одеше на мнозинство на гласови во парламентот, не одеше на победа. Победата и да немаше никаква пропаганда, да немаше никаква промоција, пак ќе ја добија. Разбирате? Значи се работеше за голема разлика ако вие победите со 4 или 3-0 за неправилно изведени аути, никој не ја поништува такмицата. Така да легитимитет на власта не може да биде. Го менува исходот на надпреварот и тоа како треба да биде. 3-0, 4-0. Да 1-0, тоа може да кажете пенал вамо тамо. Не. Ама ако не го менува, ако го менува 200.000 разлика е, разбирате. Господин Фричковски сака да се Не, што ни зборува Никовски, дали слушал уопште од нивни усти се збори во фајловите што излагаат како крадат 150.000 гласа со лажни лични карти. Од нивни усти, не од мои, не од ваши.
Не би треба вас да ве консултираат. Министерката за внатрешни им дава 500 карти за Струмица, 1000 за вамо, ги дели и го збори тоа јавно. 150.000 гласа во ситуација 2011 година, кога опозицијата има веќе 50, целата опозиција има 50.000 гласа разлика од своја корист, заедно со Тачи. Знаете ли ги броите тие? Со овие 150, тоа е 200.000. Македонското гласачко тело 2011 се поместило околу опозицијата. Со криминална власт, вие тоа не можете да го видите на избори, бидејќи изборите не функционираат. Изборите во нормални држави функционираат, плурализмот да се види, промените да ги излуфтираат тензиите. Овде имаме авторитарна власт која во огледало се гледа во изборите, ги краде, затоа јавно зборува, сега го слушаме. И вие овде кога се дрзнувате, зборувате за легитимитет на власта, па тоа ни еден странец од демохристијанската провиниенција веќе не е веќе е сигурен со власта која зборува, вика баталете го тоа дека сте легитимни, него кажете како ќе излагаме од кризава. Они воопште не им веруваат дека се легитимни после 2011. Институциите, судството, исто не го земаат за легитимно. Видовте во кабинетот на шефот на државна безбедност се бираат судиите. Са тие судии треба да ви судат. Што вие вас, кои институции се тоа? И затоа сите влегуваат во варијантата не поради тоа што Европската унија ни оценува, него поради тоа што ние сме се урнале на коленици од оваа власт која краде врхушката од четворица луѓе кои се, знаете како ќе преговарате со нив, погјаволите, сите се преку 15 години во затвор од тоа што сами го викаат, не од тоа што некој ги обвинува. Они не можат да преговараат, они можат само да бараат амнестија на крајот. Не можат ништо друго да прават. И затоа тие преговори се тешки. И затоа странците мора да помогнат со во тој дел со како што направија кога ги вратија хашките случаеви, албанците немаат доверба во нашите институции. Ние предложивме министерот за правда специјален суд, специјална судница да се изгради и специјален обвинител само за хашките случаи. Ние прифативме. Сега тоа истото ќе го прифатиме за аферата со прислушување, ако воопшто има процесна постапка која ќе реши. Друга опција нема никакви шанси што сака да зборувате. Само Кусове, молам за одиме на следното прашање. Да, главно сум Куси јас. Никогаш Македонија не беше прва, беше формално прва према европските интеграции, затоа што во Хрватска беше Туџман, диктатор, разбирате, и затоа е држана страна. Србија, Раде Милошевиќ. Така да ние бевме формално, бидејќи другите главните противници беа во аут. Така да тоа да не калкулираме со тоа. Ние навистина правевме, дозволете, ние правевме тоаш кампања дека сме први, тоа беше само залажување. Во врска со судскиот систем од држава, не заборавајте дека 600 и колку суди се избрани од претходната власт, која беше новиот систем на доживотно избирање судиите и од нив 70% се веројатно уште живи и на функција. Ке имате можност со консулството, бидејќи ке имаме конкретно такво прашање. Само на изборите тогаш. Ако некој тврди, како што сега професорот вели дека 150.000 гласови су на последните избори, пак во секоја изборна единица имаше наблюдувачи од сите, имаше и странски наблюдувачи. Ако некој дозволите, не рекла дека тоа беа демократски избори, само ефикасно спроведени. Добро, али некоја дека се нерегуларни, исто така. Значи, јас ќе ви кажам, јас зборував со шефот на наблюдувачката мисија, кој го знам 30-40 години. Тој ми рече, имаше нерегуларности и навистина власта направи грешки. Тие фасцинантно се бореа за секој гласач, меѓутоа и претераа. Фасцинантно се бореа, велете? За секој гласач, да, фасцинантно се бореа. Тоа мора да им се призна, се не капа, али претераа. Од мала преспа луѓето што ги носеа. Екот имаат право да гласаат. И некои други што слушаме ситни работи на овие телефонски нелегални криминални разговори. Ако видите, ако власта, не тоа не е спорно. И тој човек ми рече да беше мала разликата, што брео претходно јас го реков, ќе беше доведено во прашање овој изборите. Меѓутоа победата е огромна и не може се доведе во прашање. А дозволете само едно тако, ако некој успеал да украде 150.000 гласови во секоја комисија секаде има луѓе од сите, разбирате. Украдени се гласови, сигурно. Колку толку јас не знам, меѓутоа како што сите избори до сега. Меѓутоа 150.000 слушајте нема сила. И ако некој успее, треба да се честита и речи владајте вечно, бидејќи се премногу способни. Не би рекла а такви нема. Не, јас не сакам. Сонја Милошевска, повелете. Моето прашање се однесува до сите панелисти. Сакам да ве прашам зошто меѓународната заедница пред се одби било каква помош или мониторинг кога тоа беше побарано од неја од страна на јавното обвинителство и дали тоа значи дека ние како држава сме спремни да се соочиме со ова што ни се случува, односно на политичка, институционална и системска криза? Османи, повелете. Добро, јас не можам да кажам деталите и во однос на содржината на барањето и во однос на конкретниот одговор. Сметам дека меѓународната
заедница е значително ангажирана во последниот период. Ги гледаме овој флукс на доаѓање на различни нивои на амбасадори и представници на нашите пријатели, токму заради тоа што они го гледаат ризикот од понатамошна ескалација на состојбата и сметам дека тоа е единствено правилниот начин. Оваа криза бара политичка и правна разрешница, политичка разрешница токму преку политички диалог со посредство на меѓународна заедница и правна се разбира не со исклучување на нашите институции, меѓутоа со специјален мониторинг, специјален суд, независно која форма, меѓутоа сериозно учество на правна експертско меѓународно учество со цел резултатот од таа разрешница да биде прифатлив од сите страни. Друг излез нема. Ова препукување по однос на тоа кој е крив повеќе ми личи на кампања отколку на сериозна желба да се најде решение. Пак ќе повторам, сериозни луѓе кои што и мислат добро на државата, и мислат добро на граѓаните, сега треба да ја концентрираат целата енергија како да излеземе од кризата. Патот за излегување од кризата е еден и единствен. Не заради тоа што ние го кажуваме, туку за тоа што не гледам друга алтернатива како да се излезе од кризата. После ќе имаме милиони дебати кој прв почнал. Ајде да зборуваме како да излеземе од кризата, бидејќи сериозно го загрозува патот на Македонија. Можеме да го изгубиме решението од Букурешт со тоа што Македонија може да биде примена без самит на НАТО. Тоа решение може да се повлече. Може да ја изгубиме препораката. Може да ја изгубиме формалното право за користење на ИПА фондови. Геостратешките движења во регионот. Мислам дека примерот на Украина сите треба да не освести. Изјавата на државниот секретар Кери дека Македонија е на линија на огнот помеѓу Западот и Истокот е нов момент во политичките случувања. Изјавата на министерот за надворешни на Русија дека влегувањето на Западниот Балкан во НАТО е сериозна закана за рускиот интерес е исто така порака дека регионот не е решен. Имате ли согласност во коалицијата околу овие прашања? Вие сте во таа коалиција? Ние сме автономна политичка партија која што го црпиме легитимитетот од албанскиот народ. Цело време ние се обидуваме да објасниме. Ние не го бираме нашиот партнер. Дали е добар или лош. Тоа е волја, Јас само прашувам дали комуницирате со македонскиот партнер во владата, дали се согласува со овие ваши ставови? Значи ние комуницираме и овие ставови што ги кажувам јавно, ги кажуваме и на нашите партнери. Меѓутоа мора да објаснам дека ние партнерите не ги бираме затоа што тоа е волја на македонскиот народ, како што нема никогаш да дозволиме македонците да се мешаат во тоа која е волјата на албанскиот народ за тоа која политичка партија нив ќе ги представи во владата и таа дебата треба да ја тргнеме. Ние сме во владата затоа што македонскиот и албанскиот народ така одлучиле да ги представат тие политички партии. Ние имаме своја агенда, имаме свој став кој што е различен од ВМРО ДПМН по однос на оваа прашање и тоа го правиме во рамки на институциите. Друго однесување на ДУИ би било несериозно и неодговорно према граѓаните и према иднината. Господине Стојковски, на прашањето на нашата Зошто Ево би да учествува, да наблюдува? Затоа што Его знае за какво судство станува збор во држава. Да ве подсетам, 2012 година започна пристапниот диалог на високо ниво како инструмент за поттикнување на процесот на приближување на Македонија, да зборуваме, да ги поттикнеме реформите, да почнеме да се поместуваме кон ЕУ. На 15 март се одржа првиот состанок на работната група или на тимовите, еврокомесарот Филе, македонската влада, за пристапниот диалог на високо ниво и тогаш зборувавме дека, односно се обврзавме на тој датум, дека ќе почнеме целосно да го применуваме законот за судови, кој што вели дека, за да може еден судија да биде избран во повисокиот суд, треба претходно да служел во понискиот суд. На истиот тој ден, знаете што се случи? Републичкиот судски совет ја избра актуелната председателка на Врховниот суд од Основниот суд во Врховниот суд. Слушајте ги сега аудио материјаливе кои што опозицијата ги објавува, многу ви е јасно зашто е тоа така. ЕУ нема никогаш да прифати да наблюдува во стапка која што нема да гарантира вистинско почитување на правото. Нема да прифати да наблюдува по стапка која што нема да им даде шанса на двете страни подеднаква. А ние до сега не видовме дека на втората страна е дадена шанса. Истрагата која што А на кој начин тогаш ние ќе добиеме едно објективно? Знаете како да се изразам со компјутерски речник, ќе направиме еден undo all.
на овие злодела направени во последниве 9 години. Или еве не 9 години, ама 7 или 8 години, undo all. Со тоа што ќе го изместиме системот и ќе му направиме вистински демократски ресет. Кога зборувате дека Европската Унија инсистира на судството да биде нели така регуларно, ова што кажувате со изборот на судиите, аз апсолутно се сложувам. Тоа е грешка за која треба се одговара. Меѓутоа, за жал, никој нема да одговара. Такви преместувања, прескокнувања се на штета на квалитетот. Меѓутоа, истата Европска Унија не ја признава пресудата на врвната светска правна институција Хашкиот суд, кој е Македонија во прашање. Тие ли ги имат реакции? И да ве потам уште нешто. Во 1994 година, после блокадата на нашата јужна граница од страна на Грција, самата Европска заедница, 14 членки без Грција, ја дадоа Грција на судот во Луксембург за блокадата. Судот 2 години донесуваше одлука затоа што како ќе донесе одлука против своја членка, односно против членка на Унијата, на заедницата? 2 години. И се зборувате ми за правда и за, не знам, за тие врвни правни мерила и критериуми на Европската заедница. Тоа се двојни критериуми. А само врска со тоа прашање, мислам, самото инволвирање во целиот овој случај на меѓународната заедница покажува дека сме некадарни. Институциите сме ние. Вие тука, нашите пријатели, родители, сите институции сме ги бирали ние самите. Ако ние не веруваме во нив, значи не веруваме самите себе. И се правиме недоветни, недоклакани, неспособни. Јас сакаме да одиме во Европа. Како ќе одиме во Европа? Пршковски повелен. Па тоа дека сме некадарни, тоа фала Богу се согласиме. Значи, некадарноста оди до таа смисла што е целосно системот распаднат и што не може човекот, ниеден граѓанин не може да се безобразни, да барате да верува во системот, кога гледате дека судиката се бира у кабинетот на шефот на полиција. Не можете, како можете од него да барате, ти верувај во тој систем. Не може да верувате. Вие го подценувате својот граѓанин. Го рушите, као да го псуете, фактички, ако барате од него да верува. Не верувај вика она што слушаш и што гледаш, верувај ние што ти кажуваме. Тоа е невозможна ситуација. И нормално тој систем и покрај трпеливоста на македонските граѓани се распаја. Не може да се води до крај. Тоа е апсурд на кражба која се покрива со институции. Во овој момент македонските судски институции служат за покривање на делата на власта. Ништо, ниедна правда не може да биде доделена од нив. Ниту некој има надеж во тоа. И тоа е прифатено како општа ситуација. Мислам дека ќе биде конечно прифатено и од врхушката на власт. Нема каде да оди, не можат институциите да извлечат од тоа. Са проблемот со неприфаќањето на давањето поддршка, они нема да дадат на ваква институција поддршка како мониторинг. Не. Ке се согласат да делат одговорноста, значи директно да учествуваат како експертска структура во третирањето на случајот, во така наречено мешовито обвинителство. Како ја толкувате изјавата на представникот на Стејт департаментот господин Фршковски, кој рече дека постои некаков минимум на интегритет на институциите, штом сме ние нели пред вратите на ЕУ и НАТО, на господинот Ходје? Интегритет на институциите они стално поддржуваат. Не можете да речат дека нема никаков интегритет, но забележувате дека во последниот репорт имате авторитарен отклон на режимот. Значи режимот го третираат како посебен еден условно хибриден режим кој не е на патот на Европска Унија, кој е поблиску до путинистичките опции за демократија, идеолошки се движи кон тамо, отколку кон Европската Унија и дека е сериозен проблемот. Посоради таа сериозност на проблемот, мислам дека они ќе не земат нас за пример да оделат лекција. Дека така нешто не може да се одвива од цела Југоисточна Европа при приближувањето кој е на Европска Унија и нивната концентрација, зголемување на опсегот на дипломатите, вмешување на американците, оди на таа линија. Тоа ќе се зголеми. Нормално, од друга страна, ние ќе бидеме присутни на ова се што се случува со вистината, ние мора да ја чуеме. Ние мора да ја слушнеме, што едни на други сме спремни да правиме. До каде може да отидеме во корупцијата. Не сме тоа се прекине. Сега ќе дојдат најделикатните делови, кои се однесуваат, да речеме, па многу ќе го разочара господин Никовски, како неговиот премиер околу името тоа се одлучува одма да се согласи за тоа. Дури радикално го прифаќа грчкиот предлог, за разлика од него и негови партнери кои му дадат поблаги опции. Ќе ги слушнале вие? Тоа ќе ги слушнете. Не, ја не сакам сега да ги интерпретирам, тоа ќе ве оставам да со тоа цело возбудување го слушнете. Како ќе бидат отфикарени тие 1,5% на ВМРО-ското тело кое шета сега по сиромашките, по
по трибини и го брани името. Слушайте, ја им реков на минатиот состанок каде беше, дека они имаат проблем со нивниот премиер, не со мене или со другите кои ги сметаат за либерални, вака по-либерални во тоа прашање околу преговарите. И тоа сега ќе се директно ќе се докаже и ќе бидеме возбудени тоа да го слушнеме. Но она што е за мене посебно трагично во приказната не е состојбата со Дуи таква како што почитуваниот Османи ја прикажува. Они сепак имаат одговорност за оваа држава. Не се они само во посебна кабина на бродот која оди некаде независно од ова. Бродот тотално тоне заедно со нив. Делот од нивните луѓе се вклучени во лукративните гестови на власта, не знам колку, меѓутоа делот од нив. Власта има директни расистички коментари за нив, јавно соопштени. И сега, се тоа не може да се голтне по ѓаволите. Има механизмот е многу лесен. Нивното излазење од власта ја руши власта и влегуваме веднаш брзо во процедура на расправа. Значи да не се лажеме околу тоа. Они носат еден дел од одговорноста, за тоа плаќаат цена. Веројатно, не знам која е логиката на нивното истрајување до крај, но демократските принципи и човековите права се за наша заедничка основа со нив. Да му дадеме шанса да заедничка основа. Не е тоа различно кај македонскиот и кај албанскиот партнер. Се согласувам во делот дека Дуи плаќа цена, а плаќа цена заради сериозноста на партијата и сериозните намери за стабилност и просперитет на државата. За Дуи е многу полесно да излезе популистички на пресконференција и да каже ние не може да ги издржиме овие навреди, излегуваме од владата и тоа ќе ни носи одредени политички поени, меѓутоа ништо не и носи на државата бенефит. Може на некои идеи на интелектуалци дека на тој начин ќе се дојде на власт преку излегување на Дуи, но ние не сметаме дека е тоа начинот на кој што ќе се стабилизира состојбата и ќе излеземе од кризата. Кои се ставовите на Дуи по однос на кризата? Прво, нашиот став објавете све. Објавете све што имате. Дури председателот Ахмети рече не само на оние од јавен интерес. И моите приватни разговори. Објавете ги и приватните разговори и ние нема да штитиме. Вие велите дека во Дуи секогаш има дебата отворена нели за сите прашања. Дали вие со вашето членство со представниците на Дуи сте разговарале каков е нивниот став кон позицијата на Дуи моментално во врска со политичката криза со оглед на тоа што кога го поканивте господинот Фуере на вашиот конгрес, кога тој рече јас се прашувам, нема да го цитирам точно, нели, меѓутоа рече се прашувам дали треба Дуи да се праша, дали се уште треба да остане во оваа коалиција, тој доби аплауз од делегатите. Значи, тоа се емоции. Меѓутоа Дуи не носи одлуки во основа на емоции. Таму каде што има емоции, се губи рационалноста. Делуваме рационално, го гледаме интересот на државата. Излегувањето на Дуи од власта само ја дестабилизира уште повеќе државата и ја влошува кризата. Еве да земеме, што значи излегување од владата? Значи нови предвремени избори. Последните 2 и 3 изборни циклуси ги има иницирано Дуи. Предвремените избори ги има иницирано Дуи во собранието. Ако е тоа некоја аналогија, значи Дуи 3 пати ја има напуштена владата. Што се случува? На избори повторно граѓаните ги бират тие политички партии. Што значи дека не е решение тоа. Тоа што 10 години, односно последните 6 години го слушаме, излезете од владата, така ќе падне ВМРО, ДПМН и така натаму. Не е тоа начинот. Значи, за Дуи на последните избори пред само 9 месеци доби 153.000 гласови. Тоа се 70% од албанското гласачко тело. И единствено тие имаат право да одлучуваат кој ќе биде во владата. Целиот овој период укажувавме на ризиците, укажувавме го и покрај тоа што беше апсолутно непопуларно во нашето гласачко тело. Го покренувавме прашањето на името, дека статус квота во прашањето на името ќе не доведе во оваа ситуација и во уште многу полоши состојби имајќи ги предвид географските, односно геостратешките случувања. Така да, тоа се емоционални повици, меѓутоа рационално размислување нема да носи никакво решение. Решението е сериозно меѓународно вклучување и политички консензус во однос на тоа дека имаме криза и мора да најдеме решение вклучувајќи го и прашањето на името. Замислете што ќе се случеше ако Сноуден ги објавеше телефонските разговори на Меркел. Ќе беше скандал светски. Ние веќе чувме дека Нуланд преку телефон ги псуел Европската Унија,
Ние знаеме од Шпигел дека таму рекла на легитимно избраниот украински председател немој да се употребил сила на Мајдан, тоа е плоштадот кај се случи државниот удар, сиреđiски од надвор оркестриран, зашто ќе леташ. Сега само прашање до професорот. Вие бевте долго години член на власта, бевте министер. Подсетете се малце, какви беа вашите разговори телефонски? Дали не нарекуваа на ова? И второ, дали вие се мешавте во одредувањето на судовите и судиите, односно, и дали вие се мешавте во медиумите? Јас ќе ви кажам, јас бев на периферијата таа власт, истото тоа беше. Истото тоа беше. Истото тоа беше. Истото тоа е технологијата на власта, разговорите може да беа и полош. Па не, споредбата е абсурдна, споредната е она да се спаси давеник, мислам. Во оваа ситуација, оваа власт има по собственост пола Македонија, Бугарија. Јасно ви е каков тип на криминална структура е тоа. 4-5 луѓе од нив поседуваат полова на Македонија. Онде вчерашните разговори гледате дека го поседуваат целиот плоштад. И дека приказната е да не се дозволи албанец да влезе со маркица на плоштадот. И вика дај да пуштиме некој, пошто сите ќе не обвинат очигледно дека цел плоштад го имаме. Па го имате. Имаат половина Македонија, вие тоа го споредувате со било што друго, со Љупчо земете го споредувате, со било што, па тоа е скандал по себе. Ова е криминална врхушка која не може да биде дел од приказната понатака и со неа не може ни да се разговара. Она во еден момент ќе ја блокира и оваа идеја на ДУИ. Они не може да разговараат, немаат опција за разговарање. Нивното се иминување од власт значи еднакво соодење во некаков процес во затвор. И затоа ќе се држат до крај. И затоа ќе пропадне идејата нон-стоп со нив. Зашто не се објавуваат разговорите на опозицијата? Зашто не се објавуваат разговорите со албанците? Николас Чировски е следниот кој поставува прашање. Повелете. Господине Никовски, упорно вие и многумина други јавни личности ја форсираат тезата дека странски служби прислушкувале. Ако е тоа точно, зошто не се објавува името на земјата која го правила парам парче нашиот безбедносен систем? И дали за тоа одредени владини функционери не треба да сносат одговорност? Како е можно да не е протеран ниту еден амбасадор, аташе, советник, асистент, заменик амбасадор, сеедно? Русија која протерувала за шпионажа барем кажувала. Асистентот на амбасадорот или не знам тој вработен задолжен за тие прашања се протерува заради шпионажа. Вакво нешто овде немаме, а од друга страна Виктор Орбан доаѓа во Скопје како ништо да не се случило, пречекан со помпезност, веројатно само Обама попомпезно би бил пречекан, а имаме осудени за соработка со унгарски тајни служби. А каква е таа шизофрена состојба, господине Никовски? Видите, дека има тајни... Видите, дека има тајни служби, биете уверени. Да знаете, после 2001 година политиката на светот, а да не забораваме дека од 1991 година, после самостојноста на Македонија, оваа држава до ден денес ништо нема добиено од светот, цело време е спротивно од сите закони, прописи, процедури, повелбата на обединетите, дозволете, повелбата на обединетите нации беше прекршена за да ни го оспорат името, покршена уставот на обединетите нации. Значи се води една политика која има за цел да оваа држава стане нефункционална, тоа што го прави сега и опозицијата, така да игра нивна карта. Бите сигурни дека од првиот момент тука се тајните служби, во криза секаде тие присутни, дека големи пари се трошат тука, дека тука се води една политика под маса цело време, а бите сигурни кои се откријат сите детали, а сверно дека се откријат, што мора се оди на правно решавање на случајот, пак нема се каже која служба е. И било таа унгарската или било сега спомнуваат во чаршијата британската служба, тие не работат за себе, работат за други, разбирате. Тие само експонирани, филијала некаква. Британија работи за други. британската служба доколку е она инволвирана работи за други. Веројатно. Британија нема конкретен интерес. Велам тоа на чашијата прикажува. Иако амбасадорот нивни се истрча и прво бараше политичка разврска, што значи дека политичката разврска да не се открие кој што, и после рече техничка влада. Се меша во нашите внатрешни работи. А дека треба се истераат некои амбасадори, тоа е факт. Македонија нема сила таква, за жал. Па ја мислам дека за среќа тие што треба од нашите стратешки партнери беа формално замешани од 92 година. Центарот на ЦИА под јас бев министер за внатрешни, Киро Глигоров го одобри, беше во Скопје за време на кризата до 96 година. После се премести во Софија. И таквата среќа, таквото политичко присуство и поддршка во Умпредеп на 200 војници американски во историјата првпат околу нас се согласија да бидат под команда на нордиски генерал, тоа на САД не му се случило, ја направија како гест кон Македонија.
како главната српска опасност од север, а Србите, режимот на Милошевиќ беше за нас најголема опасност, и тој после да не призна до 96 година, биде ставен надвор од опасност. Значи, бевме практично како членка на НАТО од 1996 без да бидеме членка на НАТО. Но ни еден друг фактор, овдека е јасна ситуацијата, јас сум бил министер за внатрешни, знам што значи ваков тип на огромно следење со вакви можности кои ги имаат со израелската опрема, за која by the way слушнавме и кој го земал профитот во меѓувреме, јасно. Тоа можност од лесно слушање преку врски со телекомуникацијските куки отвара можност и за лесно пробивање, што им се има случајно. И ваква афера, од ваков голем размер, самата по себе е невозможно да биде изведена без полицијата. Значи, она ги има изведено точно тие луѓе кои се тука херои на нашата демократија. Замислете, ова не е никаква тајна, ова не е никакво пробивање. Они го пробиваат она зашто ние не би знаеле, а тоа е драматично кршење на човековите права и слободи со тоа. Па ние секако треба да им дадеме после ова награда, барем некои демократски награди кои ги даваат невладните организации за нив. Они се нашите херои. Без нив ова секој се случуваше, но ние ништо немаше да знаеме. Па тоа беше скандал би бил. Мислам дека да ги правиме херои тие што се занимаваат со криминал е малце погрешно. Професорот е правник и не би требало тука да ги меша тие работи. Да се вратиме на политиката на САД према Македонија и тие наши стратегиски партнери кои многу често се нарекуваат. Тие навистина го испратија Умпредеп во Македонија во декември 1992 година да ја чуваат српската граница, бидејќи имаше индикации дека Србија ќе влезе во Македонија. Тие не ја бранеа Македонија. Тие ги бранеа своите регионални интереси кои играат на туѓи карти. Сега да не спомнуваме кои се тука. Односот на Америка најдобро се покажува, дозволете, се покажува со признавањето на оваа држава. Во билатералните односи меѓу две држави, прво е признавањето, второ е дипломатските односи и третото е праќање на амбасадор. За разлика од Босна и Херцеговина, кај што имаше војна, Србија, Хрватска и Словенија, каде веќе во март и април 1992 година американците воспоставија дипломатски односи и во август за 3 месеца 1992 година пратија амбасадор, американците ја признаа Македонија во 1994 година, после 2 години. После година и пол воспоставија дипломатски односи, значи 3,5 години после другите и после 4 години пратија амбасадор во крајот на јули 1996 година. Ако е тоа политиката на наш стратегиски партнер и ако денеска број еден кој не оспорува и кој не блокираше во НАТО во 2006 година, тоа се Соединените американски држави, Грција нема таков капацитет, тие истите ни го сменија, ни го суспендира името во 1993 година кога баравме прием во Обединетите нации. Грција нема капацитет таков, нити беше членка на Советот за безбедност. Тие истите, значи, ако ги сметаме за наши стратешки партнери, кои се душманите, тие истите денеска се главни кои велат прекрстете се, одберете си име, тоа Рикер го прави шептем, вака извинете на израз, директно, блантли шукат англичаните, овие другите малце поскриено, прекрстете се, ќе ви се отворат сите перспективи, ама не како македонци, како нешто друго, прекрстени држави се. Ако не се тие пријатели, извините, јас не знам кои се душманите. Јас се сомневам дека господине Никовски дека вие си верувате самите на себе кои ќе се погледнете во огледало. И народот ми верува, прашајте го. А се сомневам уште повеќе дека има некој кој што ви верува. Ако имаше странски служби, досега требаше да ги слушнеме. Ако имаше демократија во оваа држава, а не структура која што се држи за фотелјата, затоа што знае кој е исходот, професорот многу го кажа, ќе имаше досега оставки. Знаете како? Ако е нарушен безбедносниот систем на државава, некој за тоа треба да одговара политички. И ќе одговара сигурно. Кога? Кој ќе даде моментот? Па, моментот е сега, господине Никовски. Безбедносната состојба од држава е нарушена. Да, јас сакав само без да бидам погрешно сватен, среќа што овој став на господинот Никовски се дел од изолирани конзервативни јадра и не е тенденција за некој мейнстрим став во државата, бидејќи тоа би било сериозно опасно за државата, посебно ние тоа сериозно албанците тоа би реагирале на такво нешто. Све што има Македонија инвестиција и заедничка со меѓународната заедница и било кое отклонување од тој пат значи сериозен ризик. Има забележителен зголемен руски интерес во последно време во однос на регионот и затоа нашето инсистирање постојано да се реши прашањето на името, да го фатиме теко да влеземе во НАТО,
бидејќи сериозно сме загрозени како држава и потоа ќе биде небитно што е содржината на таа држава. Ние се наоѓаме во една втора фаза на турбуленции во регионот. Ако првата беше во 90-тите, кога се одредуваа границите и се одредуваа кои држави ќе постојат, во оваа фаза е веќе на пополнување со содржина на тие држави. Ние за жал влегуваме во ризик и од првата фаза, а тоа е на губење на државноста, доколку сериозно не пристапиме кон влегување во НАТО и ја гарантираме таа безбедност. Затоа сакав само да се надоврзам дека е тоа некоја филозофска идеја индивидуална на некој интелектуалец, меѓутоа пошто има млади луѓе тука, апсолутно тоа никако не сме само факти ви кажам што е. Еве уште еден факт. Македонија има договор на обврска за стратешко партнерство со САД. Скоро беше подпишан договорот. После Букурешт. Актуелната влада беше подписник на тој договор. Ние сме една од ретките држави која што не излезе да се произнесе за Крим и за анексацијата на Крим. А сме стратешки партнери со Западот и со САД, нели? Гаврил Лазаревски е господинот кој што дојде од Битола за да постави прашање, да му овозможиме тоа да го стори. Господин Лазаревски? Прашањето му е гласи: дали мислите дека единствена разрешница за состојбата моментна во земјата е безусловно повлекување на владата? Безусловно повлекување на владата. Повелете, Осман. Јас мислам дека било кое едностранно решение не значи излекување од кризата, значи влегување во нова криза. Решението мора да биде инклузивно. Инклузивно политички и инклузивно етнички. Ниту смее тоа да биде македонско прашање кое што треба да се реши, бидејќи тоа не значи излегување, ниту доколку паја влада, влегува друга партија. Значи мора решението да биде инклузивно, мора сите да бидат на маса, мора меѓународна заедница да го гарантира тој процес. Ние сметаме дека е тоа единствена алтернатива за излегување од кризата. Дури и паѓање на владата како едностранно решение не е решение. Значи, решението мора да излезе од маса, од сериозен политички диалог со посредство на меѓународната заедница. Професор. Ја мислам дека со дело тоа што го кажа Осман се согласувам, да учеството на меѓународната заедница тука е неспорно, меѓутоа не мислам дека на овој начин симетрија постои, дека двете страни се уствари двострано, нема овдека две страни. Овде ќе имате, внимавајте, криминална врхушка и сите останати, не е само опозицијата во прашање. Значи, сите останати, случајно е тоа представено од опозицијата како најеминентна, не може преку што друго да се представи во диалогот. Но сите останати, бидејќи внимавајте, од тие 26.000 граѓани прислушувани, 500-600 се од опозицијата, 25.000 се нормални граѓани. Јас, тоа нема опозицијата право нас да не застапува и да дава амнестија. Ние сме, нашите права се кршени со овој жестока афера. Значи не се работи за двострано, се работи за криминална врхушка која нема преговарачки позиции и не може да има. И ќе видите кога ќе почнат преговорите, затоа им се празни преговорите у Брисел. Нема што да се преговара. Они мора да се повлечат, нив треба сериозна структура на меѓународни преговарачи, како што правеа порано и како што сега ќе дојде да прават, само да им покажат агенда што треба да направат во таа ситуација. И потоа инклузивниот процес останува. Но тоа не е само опозицијата и социјалдемократите. Тоа практично се сите други. Тоа се и албански и македонски партии. Тоа е еден голем блок на транзиторска влада која нема да биде представена само од социјалдемократите, може би тие ќе бидат централно. Но одење на оваа групација, се главен проблем е бидејќи е тоа групација чие одење е изедначено за нив со губење на слобода и нивната жестоко фаќање на власта во таа смисла очајно и сега ги тонат и дуи со нив, не тонат и сите нас губиме време, но тоа е само групата која е врвот на ВМРО-ДПМН. Не е тоа целата партија и не е тоа целата структура. Тоа е проблемот кој ние го решаваме сега. Видите, моментално криминал јасен, очигледен е само прислушувањето и двоен криминал е пласирањето, дистрибуцијата на тие криминално снимени приватни разговори. Не заборавајте, приватноста е најосновното фундаментално човеково право. Тоа е прекршено и тоа се злоупотребува. Значи, дозволите да завршам. Значи, ако тоа
денеска бараме криминал, само е тоа. Сето друго што произлегува тие криминално снимени разговори се само индикации. И за проектот со кинезите, и за израелците, и за сите злоупотреби што се, нели тука некои се јасни очигледни во изборниот процес. Сите треба да се процесуираат, сите треба да се утврдат кој што како и секој да поднесе одговорноста. Меѓутоа моментално ништо не знаеме. Прегаска рековме, кој прислушкува, јас не знам. Значи, кој ќе се утврди тоа, ние ќе можеме да одиме понатака и да видиме што се крие за тоа. Кој е тоа странско сценарио, кој е домашно сценарио. Зашто како што реков, ако опозицијата се бореше за демократија, или за правна држава, или за слобода на медиумите, пак ви се молам, зар може со криминални активности да се бори за демократија? Каква демократија е тоа? Или за правна држава? Тоа не е криминал, туку е објавување на криминалот на другите. Не е само опозицијата во прашање. Мои разговори има таму, господин Никовски. Кој му дал право на тој да ме снима? Ама кој снимал? Ајде, открите го. Мои разговори има таму. Седове и не сум само јас. Убаво кажа професорот, има повеќе од 25.000 луѓе таму. Кој им дал право на тие да не снимаат? Се додека не биде задоволителна истрагата, се додека некој не преземе политичка одговорност уште од овој момент, нема разрешување на кризата. Она што е најбитно. Многу се согласувам со професорот, за една работа не се согласувам. Од една проста изјава дадена на една негова 24 анализа. Криминалната врхушка, како на педофил, не смее да му се дозволи да дојде до избори. Таа транзициона влада ќе треба на крајот да организира некакви избори. Секоја политичка влада во која што ќе членуваат и представници на ВМРО, ДПМН, без при тоа да се процесираат истрагите за прислушувањето, за криминалите кои што ги слушнавме во аудиолентите, не може да учествува во власта. Не може да спроведе избори, бидејќи знаеме како функционира таа структура и знаеме што можеме да очекуваме на крајот. Оттаму, по мене, само експертска влада, која што ќе трае барем една година и која што ќе има најсеопфатен политички мандат за многу повеќе действија одошто спроведување на избори. Имаме уште околу 8 минути, би сакала да успееме да одговориме на уште две прашања во овие 8 минути. Следниот е Игор Поповиќ кој поставува прашање. Би сакал да ви поставам прашање. Најпрво сакам да ви поставам за тоа дали сметате дека е потребно да имаме правна разрешница на случајот Пуч и се таа цела политичка криза или пак потребно е да има амнестија на лицата кои ги објавија видеата во медиумите? Мислите аудио снимките? Да, аудио снимките. Добро, се ве замолувам за колку е можно пократко за да успееме да направиме една завршница. Мора да биде прво правна разрешница и да следи политичка. Секој мора да понесе својата политичка одговорност, вклучувајќи владата, али велам, прво мора да биде правна, зашто се работи за криминал во основата. И мислам само уште да подсетам, за жал професорот не е спремен да ни одговори како тие функционира како влада и дали овие разговори што сега не се одгозуваме сите, ги правиме и тие. И дали тие влијаева на судството и на медиумите. Прашањето беше за амнестијата. Мислам дека вие во едно скорешно интервју рековте правна разрешница на случајот Пуч, а потоа може да се разговара за амнестија. Не, јас сум против амнестијата, евентуално аболиција. Амнестија не може да има претходно ослободување од одговорноста. И потоа да ги ослободат од влада. А после тоа евентуално. Сметам дека во услови на изгубен кредибилитет на институциите, посебно на судството и не само заради овие случувања и заради редица други нетранспарентни случаи, посебно ќе го истакнам Смилковското езеро, не може правна разрешница без политичка разрешница. Значи тоа се два паралелни процеси кои што треба да се терат. Меѓутоа тоа е еден момент што мислам дека треба да се земе предвид, а тоа е дека не може да има сериозен диалог во услови на моментални политички односно воени активности. Значи при секое договарање и преговарање треба да има некој ceasefire, формат на разговори, така да. Значи мора да прекине од двете страни и акцијата Пуч и во делот на бомбите за да се почне еден сериозен политички диалог. Или да се довршат овие процеси, па да се почне диалогот. Меѓутоа, во услови на оваа какафонија тешко ќе се постигне решение. Меѓутоа, процесите мора да идат паралелно. За мене паралелното сепак претходи во една смисла. Политичкиот договор мора да биде прв.
затоа што тој политички договор ги договара новите институции кои потоа правно ќе го превземат процесот. Значи не може конструираните процеси како што е пуч против шефот на опозицијата да бидат процесирани мртви ладни, ништо не се. Значи Заев треба да отиде, например, во затвор согласно оваа процедура кај нас која ги покрива властите и потоа пратите оние што го пратиле у затвор да бидат аболирани. Па каква е таа структура, бе, мола? Тоа само шеги, вицеви се. Иначе политичкиот договор е следен. Мора да оди овој целиот процес на транзиторна влада, специјално обвинителство, специјален суд и потоа правниот, специјалното обвинителство и судот ќе ги превземат овие процеси кои сака. Заедно може и пуч, и целата оваа комуникација ќе оди низ тоа. Меѓутоа, нешто друго е исто така важно. До тој момент, многу е важно, албанските граѓани заслужуваат да ги чујат местенките кај Смилковско езеро. Тука не се толку вмешани луѓето од ДУИ, колку што се вмешани други луѓе, кои е многу важно да ги чујат. Луѓето имаат право на вистина. Правото на вистина и вистина за жртвите е многу важно. Ние не можеме да почнеме со ново општество без да ја чуеме вистината до крај, колку и да е таа грда пред нас. Тоа мора да го чуеме, па потоа тоа елементарен основ на праведност е легитимност и за следната етапа, каква и да биде таа. И да не заборавиме, професоре, кривична одговорност и илустрација за сите оние кои што сториле прекршување на човековите права. Мартин Алексовски? Може едно подпрашање? Може, ако се ограничиме во некое време, за да можеме и на Мартин. Да, повели. Едно подпрашање. Значи, едно подпрашање до професорот од тоа што го кажавте. Дали вие се согласувате со изјавата на господинот Бујар Османи дека ДУИ во овој случај е жртва? И едно подпрашање до господинот Бујар Османи, дали мислите доколку двете страни, односно ВМРО и СДСМ не се согласат да има посредство од меѓународната заедница, дали таа работа може да заврши ДУИ? Дали ја ДУИ жртва, мене ме прашувате? Па ја мислам дека можеби ДУИ во еден дел е жртва и велам плаќа цена за тоа, но она што мене посебно ме загрижува е што нема потреба да биде жртва. Он влегол во синдромот на жртва и почнува да го обожува својот мачител во оваа смисла и тоа е проблем. Мислам дека ДУИ има поголема одговорност од тоа што ја кажува. Има одговорност за сите во Република Македонија, не само за албанците. И тука стварно верувам во таа улога и наша заедничка основа со нив е човекови права и уставот на РМ, некакви граѓански вредности на демократијата, можеби не и други вредности, различни начини на живот, но барем тие две се заеднички, носиме заедничка одговорност сите ние. Затоа ќе биде не само политичка, туку и граѓанска коалиција која ќе се случуваат промените многу пошироко од таа што се очекува двострана коалиција, како што се вели. Тоа е моето мислење. Ставот на господинот Фрчковски по однос на позицијата на ДУИ е дел од неговите политички калкулации, не е дел од некоја научна анализа или издржана политичка анализа дека така треба. Едноставно тоа се калкулации кои што мене ми одговараат и мислам дека ДУИ треба да биде дел од мојата шема, меѓутоа ДУИ нема да дозволи да биде инструментализирано од било која страна, бидејќи сметам имаше такви обиди ДУИ да биде посредник, меѓутоа сметам дека тоа нема да биде прифатено од страна на двете македонски политички партии. Сметам дека единствениот кредибилен фактор на доверба е меѓународната заедница. И тоа Брисел и Вашингтон. Што доколку не успее? Мислам дека нема друго решение. Алтернативата од невклучување, односно не наоѓање решение по оваа форма која што јас цело време се обидувам да ја изложувам е тешка политичка криза со можна и безбедносна ескалација. Така да нема алтернатива од седење на маса со Брисел и Вашингтон и наоѓање решение. За жал, во Македонија сите движења напред се во циклуси. Значи, ние немаме едно континуирано движење напред. Значи, имаме стагнирање, криза, движење напред. Стагнирање, криза, движење напред. Мартин Алексовски, да му овозможиме да го постави прашањето, но ќе имаме само по две реченици да му одговориме. Мартин, мислам, фере. Да, фала. Прашањето до сите четворица панелисти, особено еве до професорот Фрчковски, господинот Османи исто така цело време сака да разговара за решенија. Чисто како размисла, став на интелектуалци, на политички експонирани личности, што е она што треба да биде сторено од страна на политичките партии, носителите на функции, граѓанскиот сектор, интелектуалците, за да вакви некои
неубави епизоди од тоа наша кревка демократска транзиција да не ни се повторуваат и понатаму. Затоа што сме имале слични некои појави во поблиското или подалечното минато, што е она што треба да биде сторено, едноставно за да немаме вакви детски болести за прележување и понатаму. Стојковски, овој пат од вас. Овој пат од мене. Веројатно многу промислено од гласање. Веројатно многу промислено избирање. Многу повеќе храброст и одважност да се каже своето мислење. Многу повеќе притисок врз оние кои што ги избираме, за да бидат навистина одговорни до крај кон граѓаните. Може би промена на изборниот модел? Може би промена на изборниот модел. Постојано зборуваме дека на овој начин ги губиме ситните, преферираме мајоризација или крупни политички блокови. Може би треба да зборуваме за една изборна единица, за отворени изборни личности за кои што нели за отворени избирачки листи, меѓутоа да бидеме најасно, ти има многумина кои што нема да го сакаат тоа. Имаше многумина кои што не сакаа ниту 6 изборни единици, еден круг избори, пропорционален модел, заради тоа што не остава простор за манипулации. Нема да го сакаат. Ова е тема на вистина за една цела нова дебата. Господине Никовски, во две реченици ќе ве замолам. Грешките ќе се повторуваат, бидете сигурни, дали во оваа димензија или помала, тоа неизбежно, тоа не е само случај во Македонија, во цел свет. Меѓутоа да нагласиме на друга работа. Сега македонското национално ткиво, кое било поделено пред 100-150 години, е поподелено од било кога до сега. Тоа е еден страшен хендикеп и како заклучок би рекол дека се тоа што ни се случува, за жал е гола борба за власт. Во ситуација кога опозицијата нема аргументи, нема програма, нема рейтинг, ако сакате, да на било кој начин дојде на власт, се користи нелегални средства за да ја сруши оваа власт. Треба власта да се критикува, треба се што е злоупотреба и криминал, а во секоја власт има криминал, треба се суди и да се става на увид на јавноста, меѓутоа начинот на кој се прави ја покажува целта и покажува дека некому се поважни тие тесни партиски интереси отколку интереси на државата. Рейтингот на Македонија е понизок од било кога, само ради тоа што некој си зема за право да се бори за своите интереси, жртвувајќи ги државата. Сметам дека решение долгорочно за тоа што го поставувате како прашање е Македонија да има повеќе државници, а помалку политичари. А разликата е, ја знаете, проверувате, односно државник размислува за следните генерации, политичар за следните избори. Сметам дека единствено трајно решение е да се реши прашањето за името, да влеземе во НАТО и Европската Унија, бидејќи ние немаме капацитет да правиме уредено општество без помош на Европската Унија и без помош на НАТО. Не може да ја обезбедиме државата и да ја сполниме содржината на државата без НАТО и ЕУ. Друг чекор нема за Македонија. Овие се амплитуди на тој пат, меѓутоа основата на проблемот е статус квото во интеграциите. Јас, за разлика од овие апели, мене ме интересираат конкретните промени од 91 па и сега. Јас сум заинтересиран за нешто друго. Транзицијската влада мора да има поробусен мандат, освен подготовка за нови избори. Треба да го смени политичкиот систем, да не дојде до ова што вие гледаат само еден чекор напред кој се бори за власт. Не. Треба да се инсталира системна влада како швајцарската извршна власт само во тој дел, системна влада на голема коалиција перманентно. Сите над 5% партии мора да влезат во власта, не во парламентот само. И треба да се интегрира. Македонија е таков систем што тоа и пригоди. Опозицијата кај нас е секогаш апсолутен губитник. Власта е апсолутен добитник. И тоа секогаш се повторува. Тоа треба прекине. Тоа истовремено ќе значи смрт за големите султански партии. Во таков систем големи партии како што е сега ВМРО ДПМН, кој создава паралелни институции на институциите, и ние никогаш не можеме да имаме институции, ќе умрат полека, као диносауруси. Партиите ќе се претворат во помали технократски групи и сите во власт. Значи, sharing power-от внатре блокадата е многу посложена. Ако имаме среќа, ќе го инсталираме со промена на законот за влада, ништо повеќе, и некои промени во законот за изборни. Македонија као една изборна единица секако.
Тоа во секој случај. Во склоп на концептот што го нуди рамковниот договор, дека етничките права се решаваат врз основа на етничките заедници. Така е. Во таква коалиција во принцип ќе има луѓето се прашуваат нели што понатаму дали ќе ни се повторуваат. Не, па тоа мора да има решение кое нема да ни се повтори. И во таква коалиција влегуваат најмалку две албански партии, две македонски партии, уште некој рестал. Тоа е она што може да не извлече понатака иреверзибилно да го затвори процесот на овие авторитарни ексцеси за секогаш. Тоа е една нова, ја нарекувам четврта Македонска република, но вистинска демократија на следниот период. Фрчковски, Османи, господинот Никовски, господинот Стојковски, навистина ви благодарам што бевте вечерва овде, што имавте доблест да се поставите пред прашањата на граѓаните, бидејќи тоа е навистина единствениот начин да покажеме една слика кои се интересите на македонските граѓани, да кажат во каква држава тие би сакале да живеат и тоа да стигне до ушите на сите политички структури кои што се надеваат на нивен глас на избори. Уште еднаш ви поканувам да учествувате и вие, почитувани гледачи, во следната емисија Отворено на тој начин што вашето прашање ќе го поставите на профилите на Отворено на Facebook и Twitter или на телефонскиот број кој може да го видите на дното од вашите екрани. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.